Без свидетелства за завршена година, без учебници, без главни книги за наставниците, најавени реформи и промени на наставната програма, нејасна судбината на предметите историја и општество и на крај неизвестност дали училниците за некој месец ке можат воопшто да се загреат. Од МОН пак не попуштаат, признаваат дека ќе има проблеми, но учебната година ке започне на 1 септември. На 1 септември, исто како и претходната година, ќе се соочиме со недостаток на учебници. За учениците од прво до 8 одделение и за учениците од прва до трета година целосно беше изоставена дистрибуцијата на свидетелства, кои што започнат сега во крајот на август, а за да биде уште по-напната ситуацијата, односно поголем да биде притисокот на просветните работници, од оваа година се во училиштата се дистрибутира и додатокот на свидетелство за пошироката јавност. Тоа станува збор за едно свидетелство кое што има сличен состав, како и нормалното како и стандардното свидетелство, има различна боја и во него треба да се запишат во наставните активности, а за волја на вистината просветните работници воопшто не се едуцирани. Учебниците за основните паралелки за кои се изготвени нови наставни програми се уште се во фаза на одобрување, велат од МОН. На 3 дена пред почетокот на годината признаваат дека е можно да доцнат и во тој случај учениците ќе учат од скрипти. Така што при евентуално пролонгирање на постапките и по стартот на учебната година, учениците ќе го совладуваат знаењето преку подготвени соодветни материјали, додека не ги добијат новите учебници. Но и покрај вообичаени проблеми како што се свидетелства и учебници кои се влечат со години наназад, годинава најголем предизвик ќе биде ударот на економската и енергетската криза. Најголемиот страв засега е како училиштата ќе најдат пари да платат за грејење, со оглед на фактот што и општините немаат доволно пари за себе, така што останува можноста училниците да останат ладни за некој месец. Од владата веќе сами кажаа дека немаат стратегија за дополнителна помош на училиштата и ќе треба сами да ги покријат трошоците од блоктотациите кои се префрлаат на Министерството за образование и наука. Од МОН посочуваат дека општините и училиштата можат да обезбедуваат и средства од други извори. Постои голема шанса и ние повторно ќе ги искористиме сите механизми за да реагираме, да се соочиме со таква ситуација, да има штедење, односно намалување на реалната топлина која што им е потребна и на учениците, но и на вработените, согласно законите, меѓународните конвенции, онаа нормална температура која што треба да ја има во една работна организација. Дали постои ризик? Се разбира дека постои ризик. Значи тоа се случувало во услови кога сме немале енергетска криза, не па сега кога се соочуваме со енергетска криза. За реформите во образовниот процес кои се најавуваа бомбастично, во пракса речиси ништо не се реализира. Гиевски посочува дека дел од нив довеле и до намалување на фондот на часови и некои од наставниците завршиле како технолошки вишок, а најголемата болка за наставниците е фактот што платата и на стартот на оваа учебна година нема да се пресметува по основица од законскиот минималец од 18.000 денари, туку минималец за наставниците е 11.100 денари. Од опозицијската ВМРО ДПМН е пак пред неколку дена обелоденија скандал за немање на главни книги и предупредија за можност да доцни учебната година.